Окей. Go! Now. За прв пат на првиот онлайн час за време на UX UI академијата. Да, имавме вовед запознавање во општо HTML и општо UX UI, што е се. Да. Те она беше девојката што е секогаш насмеана и средена на камера. Фала, као стварно не. За разлика од мене, јас сум дома како бескојчник. Не, Иве беше секогаш девојката со најсладкото кученце во позадина, кое не сакаше да се оддели од нејза и ни прекинуваше часови во најпозитивна смисла. Тоа ми беше мене хайлайтот на тие часови. Кученцето на Ива кога ќе прекине. Освен кога ќе се карам со кучето, а јас сум мутиран, излека кога зборувам сама со духови. Се има pros and cons, наискрено, така да pros од работа во канцеларија си знаеш кое ти е времето, знаеш кога ти е работата, знаеш како се тоа треба да иде. Работа од дома си носиш пижами нон-стоп, никој не те спречува, можеш што сакаш да облечеш, но мислам дека ако тераме таква работа од дома, некогаш и се забораваат и границите во наводници, во смисла, леле, го сметаш како постепено ти станува товар, не знаеш, леле, дали ми е ова дома или више ми е работа, ако немаш некоја баш добра рутина. Мене доста често ми се случува тие граници да се пореметат. Јас обожавам да читам книги, знаеш, секојаш книгата, таскот. Да. Што да правам прво, ама за мен мислам дека поголем предизвик од постојано работа дома е се губи блискост со колеги, се губи блискост со фирмата, не си толку внесен во самата култура на фирмата. Самиот човечки контакт едноставно прекинува, се изолираш на некој начин. Многу е потешко, знаеш, онака не знаеш кој шо е, шо работи, како да се вклопиш. Дури се најдувам сега во ситуација кога всушност ќе појдам во канцеларија, да ми е потешко да бленднам ин, знаеш, порано тоа ми било доста лесно, така да мислам дека тоа е како најголем негатив за мене. Ама и да станеш интровертен, многу дури ако не си до некој степен интровертност, мислам дека со самата несоциализација и работење од дома, иако навистина многу помага, затоа што и друг мајндсет имаш во канцеларија, друг мајндсет имаш работа од дома, мислам, можеби за некој, за повеќето мислам сметам, поопуштен си работа од дома, но ако више имаш некој процент на интровертност, мислам дека се повеќе и повеќе ќе се изолираш и леле, не сакам кој ќе искача сеа. Со физичка настава мислам дека многу подобро може да биде и многу поубава комуникација да оствариш. Дефинитивно. И поврзаност, особено лице в лице, да. Да, особено како на неформално образование, мислам дека многу повеќе влијае да си со физичко, за да првенствено нели го правиш и тој нетворкинг, многу полесно и за помагање, доколку нешто тој пократко траи. Меѓутоа, мислам дека најмногу зависи од дали предмет или од самиот ментор. Повторно сето мислам дека се врти околу самиот вајб што ќе биде поставен, дали е поуспешно ќе биде нештото доколку е онлайн, дали има доволно интерес за да биде и интерактивно, доколку си физички присутен. Или не. Мислам дека истото е и за на работа, доколку имаш убав вајб во канцеларија. Да, и убави онака услови, мислам дека самиот човек бира да оди. Да. Го гледаш човекот, мислам, го гледаш менторот пред тебе, стварно лице в лице, можеш баш многу човечки контакт едноставно, додека пак онлайн си подскриен позади лаптоп, многу е потешко, сметам, онлайн да се одржи настава и да биде сепак успешна и да имаш таа интеракција. Да речеме, не знам, ако идеш на факултет или на академија, дали би преферирала онлайн целосно, физички целосно, мутација? Во никој случај само онлайн, бидејќи јас
последната година од факултет ја поминав така само онлайн и мислам дека gap има, значи ти фали колку се разидовме со колегите, одиш на абсолвентска, не знаеш што се случува, не се чувствуваш толку поврзан, а особено и за неформално образование, па дури во академии, мислам дека е во ред да си има опцијата за онлайн, меѓутоа доколку стварно не се чувствуваш добро, настинат си едноставно, па дури од mental issues доколку сакаш, значи да денеска слушаш од дома е во ред, али физички мислам дека не многу се вади бенефитот. Размислувајќи за иднината, јас мислам дека нема да биде се постојано од дома. Хибридно. Мислам дека да, и тоа може многу да влијае на многу работи, и на самата компанија, понатаму реално и на економијата, така да не мислам дека ќе се случи да само од дома постојано фиксно работиме. Дефинитивно не. Јас би рекла дека да, не, мислам дека еднината се движи многу повеќе кон хибридно. Приметив дека многу приватни фирми и компании ја тераат во таа хибридна насока, као да речеме, не знам, петочки ќе го работиме од дома, онлайн, ама во текот на целата недела ќе идеме физички, или пак ги делат неделите, една недела работа од дома, една недела физички, што според мене е сосема окей и баш убаво, затоа што не се навикнуваш ни на едната ситуација, ни на другата ситуација, се е континуирано, као може се дури имаш слобода ти со такви некои параметри поставени, да има разбирање за доколку сакаш да отпатуваш од друга држава да работиш, да има разбирање за доколку поминуваш низ нешто. Мислам дека тогаш имаш некој онака healthy balance со самата мотивација, да те мотивира и дополнително, да речеме, цела недела си работел, си имал тешки таскови или не знам, нешто си правил стварно што физички те исцрпило, и наредната недела или наредниот ден, да речеме, можеш од дома да го работиш. Тоа е едноставно, пак е работа, но те опушта едноставно. Леле, дома сум, пижами имам, мислам... Дефинитивно заклучок е дека е сето индивидуално. Да. Јас мислам дека хибридно е... Убаво да постои како опција, ма зависи индивидуално. Да, сепак човекот да може да си одбере што сака. Јас.